Македонија е држава со која што владее режим на мафијата и во која што има политички затвореници, осудени со драконски казни врз основа на некредибилни, крајно сомнителни и однапред договорени сведоци, кои што менуваат изјави во замена за помали казни. Во Македонија милениците на режимот на мафијата, оние кои што го поддржувале и учествувале во криминалот на мафијата, а се фатени и со аудио-видео снимки познати на јавноста, се осудуваат минимално и иако осудени, или се дома, или се уште се шетаат низ улиците. Почитувани, Зоран Милевски, Кичеец или Кичевскиот, човекот осуден на затворска казна, човекот снимен како ги носи парите од рекет, човекот снимен кој што ја носи полна со пари она Луи Витон торба, пари што според исто така осудениот Боки 13 завршиле кај Зоран Ивица Заеви, наместо во затвор, седи и се гоштева по летните тераси на Меаните. Ова е скандалозно, но и очекувано. Режимот на мафијата преку правосудниот систем во Пупка, наместо на ослужување на затворска казна, Кичеец го смести во Струга, во затвор од отворен тип, од каде што затворениците излегуваат надвор. За да заврши во Струга, наместо во Идризово или во Штип, тој ја менува адресата на живење непосредно пред крајот на судскиот процес, што посочува, индицира само на една работа, а тоа е дека можеби му било ветено дека ќе заврши токму во отворениот затвор во Струга. Почитувани, Милевски, Кичеец, Кичевскиот е десна рака на режимот, на мафијата, човекот кој што е организатор на рекет заедно со Катица Јанева, поленката на Зоран Заев и Боки 13. Кичевскиот е врзан за бизнисот меѓу ДАКА и режимот на мафијата, зашто и Заев потврди дека влијаел на одлуките на Тетовскиот совет за Шик Јелак. Милевски Кичеец, Кичевскиот е човек кој што одработувал за режимот на мафијата и сега, иако цел свет го виде како излегува и заминува со полната Луи Витон торба полна со рекет, наместо во затвор, ужива на летните тераси. И не е само тој, за жал, сите фатени, а поврзани со криминалот на режимот, се милувани од системот, или се на слобода, или бегаат, или врвот на мафијата јавно ги брани. Наспроти ова, во затвор, во најлоши услови, со огромни казни, лежат луѓе за кои што цела држава бара повторно судење, заради искази на некредибилен сведок, зашто веќе се јавно објавени и неговите лични и тајни сведоштва, дека се осудени невини луѓе за делото за кој што се пресудени овие драконски казни. Почитувани, луѓе заради нарачено лажно сведочење гнијат во затвор, оној што рекетира, осуден на минимални казни, седи во кафејани на тераси и ужива во слободата. Фотографијата зад мене е доказ дека режимот на мафијата го има правосудството в Пупка, дека за незините миленици не постои право и правда, дека судските процеси се фарса и е доказ за владење на режимот на криминал, корупција и нарачана неправда. Режимот на мафијата со правосудството во Пупка мора и ќе сноси одговорност за овие неправди. Ви благодарам. Дали би сакале прво да одговорам на прашањата стигнати до прес-центарот или имате вие прашање прво? Ајде, да, ви благодарам. Во контекст на најавата на ВМРО ДПМН за формирање на повеќе пратенички групи, со оглед на тоа дека во Собранието веќе е закажана за 5 мај, нели повеќе седници закажане, околу 100 закони се на дневен ред. Како вие како опозицијска партија ќе се позиционирате во поглед на овие седници? Дали ќе ги повлечете амандманите за одредени закони? Дали ќе формирате пратенички групи? Дали важи оној договор од лидерската средба меѓу Заев и Мицковски во однос на одредени закони кои што се однесуваат за евроинтеграција и за други процеси? Така. Видете, формирањето на повеќе пратенички групи беше само една од акциите како реакција на неразумноста на владењето на власта и обидите за злоупотреба на секој можно ниво и на оној собраниски деловник, и на законите, и на уставот, и на се она што го крши и го злоупотребува во рамки на потребите на режимот на мафијата на власт во Македонија. Така што
Тоа беше и едно од прашањата пристигнати до прес-центарот, дали ќе го реализирате најавеното формирање на повеќе пратенички групи, прашање од Канал 5, еве сега и од јавниот сервис, Македонската радио и телевизија. Ќе повторам, тоа секогаш е во опција, сето тоа е реакција на неразумноста на режимот на власт. Ви благодарам. Имате ли дополнително прашање? Микрофонот само ако може заради во интерес на јавноста. Криминалитетската средба меѓу Зајак и Мицкоски, дали е договорено конкретно кои закони се тие што не би требало да се блокираат и да се донесат во парламентот? Видете, може би ќе се оградам од тоа, може би и да имало договор за некој однесување, секогаш постои опција за злоупотреби од страна на власт. Секоја акција е реакција на неразумноста на власта и обидот за злоупотреби и изигрување на оно што значи закон, оно што значи договор. Во секој случај, договор помеѓу двајца лидери не може да биде повисок од закон и од устав. Така. Да продолжам со одговорите пристигнати од Канал 5 телевизија. Прашуваат кога ќе ги објавите кандидатите за градоначелници, дали можеби ќе коалицирате со некој од партиите надвор од сегашната коалиција. Почитувани, се уште е рано, нели, за објавување на имињата на кандидатите за градоначалници. И нивниот избор се врши низ внатрепартиска процедура за избор на најдобрите кандидати. Во однос на коалицијата со некој надвор од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН и досега неколку упати апел, подаде рака до сите оние политички партии и дејци во Македонија, дека секој оној кој што сака да се сруши режимот на мафијата кој што владее во Македонија е добре дојден за соработка. Од тука и можноста за понатамошни коалиција. Ќе продолжам со второто прашање. Дали ќе прифатите отворени листи за локалните избори, предлог, како што вели, кој што веќе е во процедура во собрание? Почитувани, се уште туку што се информирав со пратеничката група, официјален предлог не е доставен до собранието, така што таква процедура во собранието се уште не е започната и од тука се што ќе биде пристигнато како предлог од власта ќе биде разгледано во однос на отворени листи и измени на изборниот законник. Има многу детали и така што се е во игра, се тоа ќе мора да биде детално разгледано и да се заземе став во однос на овој предлог кој што би стигнал до собранието. Во однос на отворените листи само би се надоврзал, би посочил дека лани во февруари, кога се правеше измените на изборниот законник, тогаш кога беше донесен оној закон за употреба на фингерпринт, на отисок од прст, што повторно сега нели требаше да се донесе, ВМРО ДПМН се залагаше за една изборна единица и за отворени листи, а преговарачкиот тим на СДСМ беше против воведување на една изборна единица и на отворени листи. Како овој пат ќе биде, предлогот ќе мора да се разгледа. Имате ли дополнителни прашања? Третото прашање од Канал 5 го одговоривме. Ви благодарам на вниманието.